Почитувани гледачи, добро вечер. Денешни гости во нашата емисија се Александар Арсов, Марија и Тоше Ѓоргиеви. Повод за нивното гостување во студиото е завршувањето на 52-то издание на ДАФ. Веќе сите добро знаеме дека Марија и Александар се првонаградени на ДАФ и ги зема наградите за главна машка и женска улога. Денес ќе ни ги споделат нивните чувства и тоа како е да се биде награден на толку голема манифестација. Добро вечер и благодарам за вашето присуство. Благодариме на поканата. Еве да започнеме со Тоше. Тоше, кажи ми, од каде ти се јави желбата да членуваш во драмско студио? Од каде желбата да се појавиш на сцена? Па вака, значи, тоа јас уште кога бев многу мал, таа желба кај мене се јави уште кога бев многу мал, уште пред да почнам на училиште. Јас бев така, интересно беше што бев јас во тоа време така полничок, дете интересно и многу сакав да ги гледам К15. И мој омилен лик, мој идол беше Цацко во тоа време. И многу сакав да ги имитирам неговите скечеви. И така кога се собиравме, да знаев голем број од нив, и кога се собиравме така во малото или со некои наши блиски, често сакав да го имитирам него и така. И често ми велеа, затоа што нели се поклопија што бев полничок. И често ми велеа, ти треба да видиш глумец, и така некоја... Значи, Цацко те внел во театарот. Па, така ме инспирираше на некој начин и потоа така и други некои... Кога се зачени во драмското студио? Во драмското студио се заченивме некаде пред 8 години. Сите одовде? Јас и мојата сестра сме пред 8 години, а Аца не се приклучи 4 години подоцна. Добро, ипак работа, тимска работа. Да. Еве Марија ќе ја прашам. Марија, дали се сеќаваш ти на вашата прва драмска представа што изведовте на сцена и колку беше задоволна од истата, од тоа како успеевте да изнесете на сцена и од тоа дали беше задоволна публиката? Па да, првата представа која што ја работевме беше Каде е твоето место, Џои. Текстот беше од Ангелчо Илиевски, исто во режија на Кристина Танасова Арсова. И во таа представа имаше, тогаш баш во тој момент имаше голем број на деца кои што сакаат да членуваат во драмското студио и представата беше токму таква, наменета за голем број ликови. И имаше една главна улога која ја имаше Тоше и потоа имаше како групи на деца, глумевме како групи деца во кои што имаше одреден лик кој што беше главен во одредена група и Тоше беше ликот Џои кој што го бара правилното место, односно групата на деца кои што најмногу му одговара, оние кои што се најдобри, најучтиви. И така, трагајќи по таа група, навлегува во разни други групи кои што се, да речеме, лажговци, некои љубоморни, лоши и слично. И беше многу возбудливо да се работи на таа представа и како што беше прва за нас, бевме многу возбудени, имавме и многу трема пред да започне представата. Доста долго ја спремавме и вложивме многу труд и се исплатеше. Дали беше задоволна публиката од истата представа? Да, публиката исто така беше многу задоволна. А која представа можеш да издвоиш како највпечатлива и најдобра што сте ја направиле заедно сите во текот на овие 8 години? Па за мене највпечатлива представа беше Домот на Бернарда Алба од Федерика Гарсија Лорка и оваа представа беше прва вечерна представа, бидејќи претходно ние спремавме се детски представи и ова беше еден голем предизвик за нас, прва вечерна представа. Со неа зачекоривте во посериозните драми, во светот на возрастните. Да, тогаш јас ја добив главната улога, Бернарда Алба, и оваа представа, како што реков, нели, беше огромен предизвик за нас. Имавме голем број на проби и затоа што беше прва вечерна представа се трудевме да дадеме се од себе за да испадне така како што ја замислуваше нашата режисерка. И со голем труд, голема работа, посветеност, успеавме да ја направиме представата да биде одлична. Колку што се сеќавам, со оваа представа учествувавте на 50-тото издание на ДАФ и ти доби една награда, па похвалени си. Да, токму така. Со оваа представа учествувавме на 50-тото јубилејното издание на Драмскиот аматерски фестивал и успеавме да добиеме наградата за Гран При, најдобра представа на фестивалот и исто така јас се здобив и со главна женска улога за ликот Бернарда Алба. Честитки. Благодарам. Александар, прашање за тебе.
Кој е принципот на работа во драмското студио Годо? На кој начин ги спремате драмите, пробите, колку пати неделно се состанувате или месечно, слично? Па тоа никогаш не е константа, секој пат тоа принципот на работа за да се собереме и за да пробуваме е секогаш договор помеѓу самите членови, во зависност од нашето слободно време, но главно можам да кажам дека за време на викенд најмногу вежбаме, односно одеме и поминуваме по некои 3-4 часа со тоа што ќе го читаме текстот, ќе правиме одредни вежби кои што ни се потреби за да правилно се изнесе текстот на начин како што го има замислено режисерот и да разговараме за улогите кои што треба да ги играеме на сцена, кои се всушност тие, кои се нивните навики и така. Но воглавно останува принцип за тоа кога ние ќе се договореме, но секогаш се држиме до определени правила или ајде да кажам период од денот кој што знаеме дека сите ќе имаме проба. Да, добро. А колку члена брои вашето студио Годо? Па, нашето студио Годо брои околу 13 членови, со тоа што е поделено во две групи, значи 13 членови сме ние поголемата група, а помалата група исто така брои некои околу 10 членови. Помалите исто така, помалите работат сега некои представи за деца, а ние работиме на овие поголемите. Но сега исто така има еден проект кој што го правиме детска представа во која ќе бидеме сите вклучени, и двете групи, и помалата група, и ние со поголемата група. Интересен спој од помала и поголема генерација. Да, навистина интересно. Морам да признавам дека секогаш драмското студио го добира најдобри представи кои што се доста привлечни за публиката. Секоја чест и за вашата режисерка, за Кристина Атанасова Арсова, се разбира и за вашите таленти кои што се многу на број. Веќе добро познато за вас, односно сите гледачи знаат дека скоро секоја година учествувате на ДАФ со некоја различна представа, со нешто што е бум во градот. Последна представа со која што се представивте на 52-то издание на ДАФ, како се вика? Тоа е Просидба од Антон Павлович Чехов. Ја работевме во режија на Трајче Георгиев. Прв пат работиме со некој друг режисер и тоа беше едно ново искуство, доста значајно за нас, но и тој режисер многу ни помогна исто така во развивањето на нашите актерски способности. Представата ја работевме скоро 2 месеци, но имавме мал проблем затоа што режисерот ни доаѓаше од Скопје, па моравме да пробуваме само викенди, сабота, недела, некогаш и петок, но во текот на неделата ние самостојно си го повторувавме тоа што го работевме со нашиот режисер и исто така вложивме многу труд и сето тоа се резултираше со наградите кои што ги добивме на фестивалот. Токму ќе ве прашав за наградите. Александар ја освои наградата за главна машка улога, а ти за главна женска улога. Какво е чувството кога излезете на сцена и ве прогласат за првонаградени во овој дел? Ајде да почнеме од Александар. Па, какво е чувството? Не знам. Некое недефинирано чувство кое што е исполнено со повеќе и сите заедно измешани. Али поглавно би го тоа конкретизирал како едно чувство на, ајде да кажам, као олеснување, затоа што цело време го концентрираш и ти се врти околу главата, само одеш, правеш, учествуваш, го трошиш твоето време и на крај кога ќе видиш дека целото тоа всушност се исплати, веќе почнеш, не знам, имаш многу пријатно чувство со кое што почнуваш сам себе да си веруваш, со кое што сваќаш дека уствари тоа е, не знам, место, простор кај што сите се дружиме и наградите значат премногу. Која беше твојата улога во Просидба? Мојата улога во Просидба беше Ломов, така е крстен ликот. Ломов всушност е еден доста интересен лик, кој што е шизофреничар, кој што цело време има некој недефиниран страв, цело време е на штрек, има веќе човек во години, постојано му се случуваат некои необјасливи ситуации кои што тоа всушност произлегува од самиот лик. За тоа како се снајдов со ликот морам исто така да спомнам дека
требаше доста труд да се вложи во тоа, значи да се открие до најситната приказна која што не е битна за во текстот, туку секогаш ликот го вадиме од представата, го ставаме сам да стои и го разгледуваме од сите страни. Дури му даваме и некоја приказна на самиот тој лик која не е во текстот, му даваме некои карактеристики кои што сметаме ние дека ќе одговарат и на него како лик и за представата, и за карактеристиките кои што ги носи и самиот лик на Ломов и на останатите ликови, односно за да се створи она комуникација со партнерот дори си на сцена, која е исто така многу битна да се стекне со тек на пробите, за да на крај резултира со една добра представа. И тоа ви кажам накратко за ликот. Ти благодарам. Марија, оваа награда не ти е прва, значи како што напоменавме дека на 50-тото издание, односно на јубилејот на Драмскиот аматерски фестивал, исто така си се здобила со истата награда. Какво беше тогашното чувство и дали оваа година имаше нешто поразлично или беше она истата возбуда што ја чувствуваше при доделувањето на наградата? Па така, значи прв пат кога ја добив наградата за Бернарда, во улога на Бернарда, на 50-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал, бев пресрекна, затоа што тоа беше прв пат како учествувам на Драмскиот аматерски фестивал со таква вечерна представа. И тоа беше, не знам, прекрасно чувство, не можам ни да ви опишам. Истото се случи оваа година, не очекував, искрено, можеби, гледајќи ги другите представи, имаше доста голема конкуренција, голема конкуренција. И сепак трудот кој што го вложив во оваа улога, бидејќи ја играв улогата на Наталија Степановна, за која што ми требаше многу енергија за да го остварам ликот така како што треба, како што изгледа Наталија Степановна. И вложувајќи толку многу труд и посветеност, на крајот успеав да ја добијам и наградата и сум пресретна. Тоше, која беше твојата улога во просидба, бидејќи оваа драма беше изведена само од вас тројца, па Аце и Марија си ги кажаа своите улоги, па еве да те прашаме и тебе. Така, јас играв улогата на Чубуков, односно на Степан Степанович Чубуков, кој што е татко на Наталија Степановна. И тој исто така еден интересен лик кој што е поседник на голем имот, надмен лик, доста горделив лик, кој пука од желба да ја омажи својата ќерка која што веќе долго време не е во брак. И конечно му се пружа таа прилика да ја омажи, но поради тоа што има големи несогласувања и голема тврдоглавост самите ликови, значи помеѓу Чубуков и Ломов, што се исто така два спротивставени и сите ликови се цврсто стојат за своите ставови. Значи сите кога се расправаат за пример што е нивно за имотот, цврсто стојат за тоа дека таа некоја таму лива да е негова, значи тој цврсто стои дека него и тој цврсто и така. Иако сака да му биде зет, тој го сака, него го почитува, но сепак не може да премине преку тоа некој неговиот став, неговата земја да му ја даде туку така на некој друг. И покрај тоа што тие ќе бидат потоа во брак, сето тоа ќе биде нивно заедничко, не може да премине преку својата гордост. Значи тоа се само елементи кои што ја покажуваат главната негова особина. Значи на тврдоглав лик, на надмен лик, на себичен лик. Многу интересна содржина. Верувам дека и од гледачите, оние кои што присуствувале на премиерата и на репризите, знаат зашто се работи, се презадоволни од тоа како сте ги донеле ликовите на сцена и начинот на кој што сте одиграле представата. И сега како што напоменав, оваа представа имаше премиера и неколку репризи. Колку сте задоволни од посетеноста? Еве Марија. Па, доста сме задоволни од посетеноста, со оглед на тоа дека најпрви имавме премиера, на премиерата имавме полна сала, со што многу ни значи на нас како актери. Потоа имавме една реприза
Исто така и на репризата имавме голема посетеност и сметавме дека нели голем број од публиката ја гледала представата, но подоцна моравме да закажеме уште 4 представи кои што ги игравме во 2 дена. Во еден ден игравме по 2 представи, за да се уиграме за драмскиот аматерски фестивал. И исто така нели со оглед на тоа дека веќе представата е гледана, не очекувавме да имаме таква посетеност на тие 2-4 да ги кажам репризи. Но сепак исто така имаше полна сала, публиката беше исто така задоволна и секако и ние како актери сме многу задоволни од посетеност. Според мене полната сала не е ништо ново за представите на драмското студио Годо под режија на Кристина Танасова-Арсова, бидејќи се секогаш на извонредни и на едно високо ниво. Имате ли нешто да ни надополните, еве некои ваши гостувања или искуства со други театри од други држави и слично? Еве Александар. Епа, вака, значи, надвор од границите на Македонија имаме отидено за Црна Гора и Босна. Таму игравме на фестивали, исто и во Црна Гора и во Босна. Фестивалите, на двата фестивали кои што игравме, гостувавме всушност, значи одевме само, игравме на самиот фестивал, но мислам дека главната цел на фестивалите кои што смета за главна е постигната, бидејќи као главна цел на секој фестивал е да се сплоти народот, ајде да кажам, на приврзаноста на луѓето од бившата југословенска држава. Бидејќи овде сите сме ние заедно на Балканот, да речем, и се разликуваме од останатите народи. И тоа чувство, кога всушност ќе се сретнеш со друг актер од друга земја, сепак сметаш и имаш некоја поврзаност, односно станува збор за некои сличности, има поврзаност меѓу нив и меѓу нас. Така да, она што сакам да го спомнам е за тоа што благодарности секоја чест до организацијата на нашето драмско студио, односно до Кристина Танасова-Арсова, која што ни ја пружи можноста да отидеме на фестивал, не за друго, туку за да го осетиме оно чувство како да играш на друга сцена пред друга публика, заради тоа што секоја публика или секоја друга сцена носи своји карактеристики, да. И секако ве зацрстува и како личност и како актер кој што треба еден ден да застане на сцена. Да, и ваквите дружби се немиливи во драмското студио. Не секое драмско студио има можност да оди некаде настрана и да го осети она што вие сте го почувствувале на своја кожа. Ова беше се од нашиот разговор. Уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство и се надевам дека ќе се гледаме почество во некои вакви емисии за да представиме нешто ново и ново што е актуелно, да се пофалиме со некои награди и слично. Овде се одјавуваме и ние, драги гледачи, се гледаме во следната емисија со други гости. Пријатно!